Почитувани гледачи, во утринскава програма на Слободен печат ја поканив Богданка Кузевска, портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Ваква порака му упатив и на портпаролот или членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН со цел да направиме една ретроспектива или да дознаеме како партиите од пиар аспект можеби се подготвуваат за престојните председателски и парламентарни избори. Богданка, почнувам со тебе. Викендов ќе биде интензивен, веројатно, и за вашава партија. Ќе имате конвенција, конгрес, така? Конгрес на 3 март. Пред тоа секако во овие денови течат и средбите со нашите традиционални коалицијски партнери. Предходно, знаете, веќе известивме како партија дека раководството даде поддршка за Стево Пендаровски како кандидат за председател, значи да трча за уште еден мандат. Ова поддршка на раководството ќе треба да помине и на извршниот и на централниот одбор. Следува после тоа секако конгресот на 3 март и повеќе информации за целата таа процедура секако јавноста ќе добие и на 3 март. Добро, останува дали Пендаровски ќе прифати, рече, ќе размислам дали е тоа договорено веќе од двете страни, да нема изненадување, бидејќи рече јас нема да се кандидирам ако не добијам поддршка и од другите етнички заедници, од другите политички партии. Сега состојбата изгледа не е баш таква или е, ја не сум сигурен. Јас би сакала да ја подсетам јавноста дека Пендаровски предходно беше поддржан од околу 30 партии од различни етнички заедници. Неговата поддршка стои и од различни етнички заедници. Не зборувам само за луѓето кои што се приврзаници на одредена партија, членови на одредена партија од албанскиот блок, туку зборувам значи и за граѓани кои што знаат да ја вреднуваат работата и трудот на еден човек кој што се вложил во мандатот кој што го имал предходно, затоа што она што може да дефинитивно да се каже како еден од главните адути на Стево Пендаровски е тоа дека сите етнички заедници препознаат дека тој работи за сите граѓани, дека не ги дели по ниту еден основ, па би рекла дека ниту по партиски основ. И бидејќи Стево Пендаровски го врати реномето, го врати достоинството на улогата председател во државата, на функцијата. Од тука верувам дека тој ќе биде препознаен уште еднаш од сите партии и земајќи предвид дека е човек кој што го поддржува европскиот пат на државата, ја верувам дека повторно ќе ја видиме поддршката од сите етнички заедници кои што живеат во државата. Добро се очекуваше дека тоа малку зависеше од договорот што Европскиот фронт, Социјалдемократскиот сојуз сакаше да го формира заедно со ДУИ, со Алијанса за албанците, но секојдневно се менуваат состојбите на политичката сцена во Македонија. Веројатно тие договори не престанале, можеби да се случи нешто и по изборите, но значи СДСМ оди сама на избори. Односно со старите коалицијски партнери. Со традиционалните коалицијски партнери. Видете, може да се смени во политиката се. Но она што е важно, што не треба да се смени е заложбата на партиите кои што кажале дека го поддржуваат европскиот пат да останат на тој пат. После понатаму е се полесно. И затоа верувам дека политичките партии нема да заборават дека и тие придонеле, зборувам за тие кои што досега ги поддржува сите процеси кои што не внесоа и во НАТО, поради кои што отпочнавме и преговори со Европската Унија, верувам дека тоа ќе им биде главното начело по кое што ќе се водат понатаму во предизборниот и во изборниот процес. Уште малку околу зголемениот број на кандидати кои што сакаат да се кандидираат за председател на државата и оваа неопходна на некој начин поддршка на секој кандидат, не само од својата партија, туку и од други помали партии или од други етнички заедници, бидејќи не се само албанците и македонците, но генерално се поддржуваат и едните и другите треба да имаат поддршка и македонското општество многу поодамна покажа дека е зрело и подготвено за рушење на некои табуа. Мислам дека ќе одиме напред и во тој поглед, но на ово место каде што седиш ти пред известно време пред да се раздвои Алијанса за албанците, седеше сегашниот кандидат за председател доктор Арбен Таравари. Тоа беше неизвестно дали ќе остане во фронтот или не. И на прашањето дали ќе го поддржат Стево Пендаровски за председател или на кого типуваат,
не беше исклучив, дури и рече, па мислам дека тоа е еден од најдобрите председатели што Македонија ги имала. Сега се смени состојбата и тој е кандидат за председател, но беше добар сигнал дека во тоа време почувствувал дека Пендаровски има поддршка и од голем број албанци, не само од ДУИ, туку и од другите политички партии. Оттаму веројатно и вербата кај вас дека повторно ќе се случи. Да, јас сега би рекла поддршка во вториот круг или верувам дека понудата да биде некој кандидат за председател не е лесно да се одбие за одредени личности. Господинот Таравари го гледаме сега како кандидат за председател, веќе нели собираат потписи, ја добива поддршката од опозицијската коалиција која што јавноста имаше можност да види дека се случи пред една недела. И добро е што доаѓа признание токму од господинот Таравари за работата на Стево Пендаровски. Јас се надевам и дека во наредниот период нема да заборави дека ја дал поддршката и барем да признае дека спроти него стои достоен кандидат за председател и дека да, албанците го препознаваат Стево Пендаровски, исто така и македонците, и србите, и ромите, дека и сите етнички заедници кои што живеат во нашата држава препознаваат дека тој е председател за сите. Но она што недостига од, би можела да речам, од господинот Таравари и од председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски е една отчетност, една транспарентност пред граѓаните, доколку сака да настапат честно на овие избори пред граѓаните. И граѓаните заслужуваат тие да настапат и секој политички субјект да настапи честно пред нив. Не слушнавме каков договор имаат, бидејќи не ја кријат јавно поддршката еден кон друг. Сме ги виделе на маса седнати и предходно, па тогаш тој договор им падна во вода, не може да се усогласат околу многу важни работи. Дали господинот Таравари и Мицкоски се договориле, што договориле да ја кажат на јавноста? Дали можеби Мицкоски ќе отстапи од идејата за укинување на техничката влада? Дали можеби ќе отстапи од договорот за премиер Албанец? Дали ќе биде 100 дена? Дали можеби договорил 2 години да биде? Дали можеби се договориле нешто околу уставните измени? Дали Мицкоски ќе се крие позади опозицијските албански партии во гласање кој би требало да се гласат уставните измени. Значи сето овие се прашања на кои што и Таравари, и Мицкоски, и целата опозиција треба да дадат одговор токму за прашањата кои што се исклучително важни за граѓаните. Бидејќи во изминатиот период се изнаслушавме, веќе го спомнам како пример за да го потврдам ова што го зборувам, да го аргументирам, Преспанскиот договор. Се сеќавате дека за Преспанскиот договор прво го негира, после беше завршена работа, сега повторно ја враќаме реториката дека ќе го укинуваме. Тоа е еден нечесен пристап кон граѓаните. И затоа можеби јавноста треба да ги добие овие одговори, не можеби туку навистина треба и верувам дека ќе се одважат и ќе се охрабрат да кажат каков договор имале. Бидејќи без разлика како и да се прават договорите, какви и да бидат, граѓаните треба да ги знаат. Кузевска, да бидам јас честен спрема себе, истото прашање се однесува и за вас. Вие сте во коалиција со ДУИ, а ДУИ и Ахмети излегува со безмалку слични барања за консензуален председател, за подпредседател, за избор во парламентот. Овој пат не го спомна бришењето на 20%, но тоа е нивно старо барање. Веројатно и вие ќе треба да искочите со став. Што мислите по тоа прашање? Дали вие се сложувате со 2 години, 2 премиер албанец или не? Сите овие прашања кои што ги упативте до ВМРО, ДПМ и Таравари, се упатуваат, да речеме, и до вас, вашата страна. Каков е вашиот став околу тоа? Видете, ние значи во изминатиот период за секој договор јавно сме кажале. И договорот кога беше за 100 дена влада, сада сама тоа за 100 дена технички премиер албанец, сада сама тоа го обзнани. За секој договор околу 20%, пример, веќе земам. Нашиот став е јасен. Ние сме кажале дека може да се разговара за тоа, но дека сега не е време, затоа што имаме уставни измени кои што еве во тој период, а и сега се уште, значи тие се исклучително важни и веќе и во извештајот и сама Европа кажува дека се предуслов, значи за да се продолжат преговорите со Европската унија и за секој договор кој што сме го правеле и верувам и сега дека доколку било каков договор е направен, ние тоа ќе го кажеме пред граѓаните. Не сме настапиле никогаш нечесно пред граѓаните. Многу партии, многу председателски кандидати, добар дел од нив се излезени од
матичните партии, дали тоа значи дека овие ново настанати партии ќе одземат од гласачкото тело на мејнстрим партиите, така да ги наречам, едни од ВМРО, други од СДСМ, кај вас, значи Максим Димитриевски, гледаме и уште некои постари членови на Социјалдемократскиот сојуз преминале таму, дека тие настапуваат сега на лево или десно, со која платформа настапуваат? Дали вие како партија ги оценувате? Мислам, прашањето е до нив, меѓутоа и до вас, бидејќи се излезени од Социјалдемократскиот сојуз. Добре, како конкуренти ги гледате или како можност за соработка, не знам. Видите, јас малце би споредила тука во оваа ситуација со ВМРО-ДПМН, бидејќи исто од другата страна не сме слушнале јасен став, јасен правец и насока по која што би ја воделе државата. По однос на клучни прашања исто. Она што сакам да го кажам е дека добро е, верувам дека тие, ако спомнувате поточно за тие што излегле од СДСМ, верувам дека ќе настапат со опозицијска реторика. Тоа се очекува затоа што популизмот, веруваат политичките партии, поголем дел од нив дека носи поени, можеби во овој период и многу ќе се користи, ќе се изнаслушаме се и се што, но јас верувам дека нема да заборават на идеологијата која што ги водела и која што ги натерала да влезат воопшто во политичкиот живот. Нема да заборават каде почнале. Нема да заборават дека биле во партијата која што сака да ја води државата напред. Ако се навратиме наназад, сите крупни одлуки за државата ги донела СДСМ. Кандидатскиот статус од 2006, Охридскиот рамковен договор со големо учество, голема клучна улога во тој период, НАТО, сега Европска унија. И тие секогаш кога биле во таа партија верувале во тоа. Мене ми е многу важно и верувам и на граѓаните дека тие не заборавиле на тоа. Не заборавиле по кој пат оделе и не заборавиле на вредностите на социјалдемократијата и на идеологијата која што, како уште еднаш ќе повторам, пред се ги натерала да влезат во политичкиот живот. Еден волунтаристички коментар, мој личен, можам да забележам дека во Социјалдемократскиот сојуз, кога постои незадоволство кај одредени членови, ја напуштаат партијата или не гласаат за партијата или се незадоволни од раководството на партијата, за разлика од ВМРО, каде што можеби се незадоволни од новото раководство, ама ВМРО-вците остануваат ВМРО-вци до крај и гласаат за партијата. Некако е чуден феномен на отпор кај социјалдемократите за секое ново раководство што ќе дојде во партијата и се откажуваат од социјалдемократијата. Но тоа веројатно или нивен или ваш. Јас верувам вака дека верувам дека да се откаже човек од социјалдемократијата, прво тоа е нешто чувство на припадност. Дека не мора човек да биде внатре во партијата за да се чувствува дека е социјалдемократ. Така, тоа е еден поширок на припаѓање. Точно. И затоа јас од тука кажав дека верувам дека не забораваат што и тогаш ветувале пред граѓаните, кога имале можност да бидат на функции и дека веруваат и дека целосно ќе го поддржат исто патот на земјата кон Европската унија. Зошто ни се случува тоа? Ова е моабет што најчесто си го правиме на кафе, така, уз моабет. Дисциплината на партијата ВМРО-ДПМН е и не знам како да го наречам ова што го кажавте вие од страна на СДСМ. Може би звучи како флоскула, но е чиста вистина. Демократијата во Социјалдемократскиот сојуз е голема. Вие сигурно не сте слушнале за реваншизам, за одмаздување, доколку некој си го каже своето мислење. Според мене, борбите кога има несогласувања, што е потребно во една партија да постојат, на различни теми, различни размислувања и на една тема различни размислувања, секако за да се дојде до најдоброто решение. Потребно е тоа да го има во една партија, според мене радикално е излигување, затоа што сметам дека борбата треба да се води внатре. Зборуваме сега за конкретните примери кои што ги кажавте. Добро, не сакам да навлегувам во деталите за начинот на владење на СДСМ, веројатно ќе најдеме и забелешки кај расположението на граѓаните, дали таа демократија е можеби на некој начин претерана, па доведе до едно анархично однесување генерално што така го читаат некои граѓани за да може рейтингот да ви паѓа, бидејќи знаете што во Македонија традиционално се гласа против, не се гласа за.
и веројатно за тоа и ве повикав да разговараме како ќе настапите на овие избори. Ќе треба да ги потсетите граѓаните што сте направиле или кој тип на кампања, ако веќе сте се договориле како ќе изгледа таа. Да, Бидејќи вие бевте власт, нешто сте направиле, нешто не. Опозицијата, предпоставувам, треба допара да прави платформа, бидејќи во изминатиот период ние немавме можност да слушнеме што тие нудат, како ќе водат државата јасно и гласно. Но каква е вашата кампања? Нив ќе ги прашам ако дојдат во студио. Јас уште еднаш само би сакала да потсетам дека јавноста, бидејќи мислам дека и како информација го сретнав и во јавноста, но е чиста, значи информација е податок кој што е потврден, дека партијата СДСМ е најпрепозната меѓу граѓаните по дека е единствена партија која што може да ја внесе земјата во Европска унија. И тука немаат граѓаните дилема. Без разлика на националност, без разлика на која политичка партија припаѓаат. И од тука, како што кажавте, одлуките кои што ги носела СДСМ не се нималку лесни и не се популизам. Свесни сме, како што го спомнавте, рейтингот, дека може би во одредени моменти сме се соочиле со тоа, но јас би потсетила на сите бенефити кои што тие одлуки ги донеле за државата и за напредокот. Никој, пример, не веруваше дека платите можат толку да растат. Сега имаме можност дека тоест граѓаните сами да почувствуваат и да видат дека просечната плата 1000 евра, просечната плата се извинувам 650 евра, последната исплатена, што значи дека во наредниот период во програмата она што ќе го видат граѓаните, но точно знаат дека тоа ќе биде програма која што е реална програма која што може значи да се исполни, не се празни ветувања, не се нафрлани, не истражени податоци кои што само веруваме дека е добро за уши на граѓаните. Да очекуваат треба граѓаните во наредниот период во новиот мандат на СДСМ дека платата просечна ќе биде над 1000 евра, а минималната плата 600 евра. Ние се надминавме себе си и во овој мандат, кога стигна значи просечната плата 40.000 денари. Сите тие методологии кои што ги воведе СДСМ. 500 евра сега стигна негде? Да, сега 40.000 денари, значи 650 евра е просечната плата. Така беше. Што значи дека со програмата СДСМ која што ќе ја понуди, повторно граѓаните ќе можат да видат стабилност, известна иднина, сигурност и напредок на државата. Ке има секако, ние наскоро ќе настапиме секако и со сите детали во програмата, насочени ќе бидеме многу кон младите. Повторно ќе ги унапредиме сите оние мерки кои што се досега донесени, но ќе воведеме и нови. Ке има, значи, секако во секторот здравство, во образование. Ние, како што кажавте, има работи кои што сме ги направиле, но и работи кои што не сме ги направиле. Јас тоа би го кажала вака, сме направиле многу, а има уште многу да се направи. И добро е што граѓаните знаат дека го правиме ние тоа, затоа што ако земеме предвид дека во изминатиот период поминавме и енергетска и здравствена криза и во меѓувреме влеговме и во НАТО, да не забораваме дека тоа е еден тежок период. СДСМ за време на овој мандат немаше мирно море за СДСМ. Значи секогаш мораше, се сеќавате, прво значи да се набавуваат вакцини, да се менаџира целата ковид криза. После енергетската криза, да не забораваме граѓаните, знам дека кога ги добиваат сметките гледаат дека 80% се субвенционира струјата. Без разлика од другата страна ВМРО ДПМН што кажуваше дека ќе нема струја, дека ќе нема храна на рафтовите. Ништо од тоа не се случи. Напротив, се случи значи една сигурност и во време на светска криза граѓаните има и храна на рафтовите, струјата, сметките не им поскапеа како што ги плашеше ВМРО ДПМН и затоа верувам дека повторно ќе препознаат дека сигурноста посебно и во помирни времиња, да речам, ја има токму со СДСМ. Добро, да искористам, ако сте веќе тука, за она што и генерално ве повикав, дали може да кажете избирачките листи дали се подготвени, дали во нив има млади и стари кадри, дали се појавуваат имиња кои што веќе биле во раководството. Се говори за Филипче, но не се говори за Заев, па се говори за како се вели тоа, коносител на листа. Коносител на листа. Тоа на конгресот, значи во 3 март е за претседател
после значи ќе биде и за кандидатите за пратеници. Она што можам да го кажам во овај момент, не можам да речам она што го знам, туку што можам да го кажам, да бидам попрецизна и да го тврдам пред јавноста е дека ќе има квалитетни кадри и дека секако ќе биде запазен и онај процент што го имаме ние на возраст, на пол, и дека ќе понудиме кадри кои што се препознаени пред се од членството. Знаете, ние сме постојано на терен, ги слушаме и нашите членови, но и граѓаните, од кого се задоволни, од кого не се задоволни. И се тоа значи ќе биде земено предвид, ќе се направи значи една листа во која што граѓаните ќе може да ги прочитаат имињата на луѓе на кои што им веруваат пред се и се квалитетни. Кога говориме за листи, коносители на листи, се говори дека се уште не е завршен тој процес на договарање меѓу Ковачевски и Ахмети. Не знам дали во тоа ќе влезе и села, дека може да имате сепак некои заеднички листи во некои изборни единици или не би можела. Во моментов немам информација, да, не би сакала да зборувам за хипотетичка ситуација, пред се не би била сериозна тогаш. Затоа што некои од вашите членови генерално кога говоревме за важноста на Донтовиот модел на кој што социјалдемократите ми се чини полагаат многу искуствено, без разлика на рейтингот што го добиваат, дека со тоа би добиле многу повеќе, а говориме за, и почнавте вие да говорите за важноста на Европскиот фронт или европската перспектива, во кое што за сега гледаме дека сите албански партии и СДСМ најмногу се залагаат, барем декларативно, и вашиот коалициски партнер ДУИ инсистира дека тоа е приоритет, па и кандидатот за претседател на ДУИ, министерот за надворешни работи ја водеше цела оваа процедура за членство во Европската унија, би било нелогично да не успеете да најдете некој таков заеднички јазик, бидејќи така би намалиле можеби разликата и би добиле повеќе пратеници од што реално мислат некои дека ќе имате. Бидејќи Донтовиот модел нуди таква можност. СДСМ дефинитивно ќе формира влада. И јас затоа ќе се навратам на самиот почеток, дека политичките партии кои што го поддржуваат, како што кажавте вие, европскиот пат на државата, кои што сакаат европска перспектива за нашата држава, дека ќе се водат по тоа. Не само предизборно и постизборно, и дека знаат дека најсигурниот партнер за реализирање на целите стратешки кои што пред 33 години сите политички партии во собранието гласаа за НАТО и Европска унија, дека знаат дека го имаат токму во нашата партија. И верувам дека тоа не е како што кажавте вие декларативно, барем декларативно кажуваат така, верувам дека е вредност по која што се водат и дека до крај ќе се држат до тие принципи кои што ги имаат. На крај ќе ве прашам, вака излегува дека СДСМ има капацитет да формира влада со сите партии на албанците кои што се за ЕУ, освен за партиите што не се за ЕУ, а тоа се Левица и ВМРО ДПМН, кои што не сакат да ги направат уставните промени, не викам дека не се. Но со сите партии околу вас, ВМРО ДПМН да остане опозиција, вие нема да може да направите уставни промени. Дали СДСМ е спремна да им остави на ВМРО ДПМН да дојдат на власт, но да ги направат уставните промени, па макар вие биле опозиција? СДСМ никогаш не била кочничар на напредокот на државата. Никогаш нема ниту да биде. Но јас не верувам дека тие имаат храброст да го направат тоа така честно. Ако можат да ги натераат партиите на албанците да го направат на свој начин, бидејќи очигледно нешто се случува што ние не можеме да знаеме точно. И сега, кога е ВМРО ДПМН е во собрание, а Мицкоски е во Белата палата, албанските партии, ако се сетите, и Алтернатива била со нас во коалиција, Алијанса, значи зашто сега не се водат исто по албанските партии? Но ако не можете вие да го натерате ВМРО, можеби другите партии на албанците може да натерат, да направат некаква коалиција во што ќе се случат уставните промени во која што албанците, овој бугарите ќе бидат дел од преамбулата. Јас не верувам, не верувам во честноста на ВМРО ДПМН. Значи не верувам дека тоа би било добро, доколку стварно можат така да го направат.
Но Немате не верувам. против, немате против. Вие гледате да тие луѓе беа седнати на маса, имаат тие и други проблеми кои што треба да си ги решат и други прашања за кои што треба да си ги решат. 27 април. Албанските партии бараат амнестија. А ДПМН бара да бидат ослободени. Тоест, тој бараат, значи, затвор, се извинувам, значи казни и до крај, а ДПМН бара да бидат ослободени. Барат амнестија. Па одат до таму сега што не амнестија, туку барат ослободителни затоа што амнестија им го признава делото. А тоа не знаеме што секи се чуе, сте знамеш и Албин Курти тука во платформата, значи многу се измеша работи, така да не знаеме што можеме да очекуваме. Токму тоа сакам да кажам, дека тие воопшто, значи пред граѓаните, ќе кажам и другата партија, значи воопшто пред своите граѓани не излегле. Јас верувам дека ниту пред своето членство да кажат што тие се договараат. И затоа е честно пред граѓаните да го кажат тоа. Дали имаат договор за техничка влада, укинување, затоа што ги гледавме колку беа ревностни во нивното барање да се укине техничката влада. После беше дека не им смета албанец, им сметат Ала Џафери. Па сега да видиме доколку би бил друг албанец, тогаш би прифатиле. Значи треба да одговорат ВМРО ДПМН на граѓаните. Како ќе настапат на избори? Видете колку им е паушална дури понудата за програма. Тие кои зборуваат за здравство велат вака. Треба да се средат 3 работи. 3 работи кои се? Да се направат услови, да се покачат платите на работниците и да ги вратиме младите. А како тоа да се направи? Значи нема формулата. Само нагаѓање. За пензиите велат ќе ги покачиме за 5000 денари, за после да слушнеме можеби по 500 денари на месец, можеби по 1000 денари, да видиме како ќе ни дозволи буџетот. Не се прави така програма, не се настапува така пред граѓани. Јас верувам во мудроста на граѓаните дека ќе видат дека тоа е само еден ефтин популизам и исполнување на желби онака како тие што мислат дека треба да се направи. Пред граѓаните треба да се излезе честно, со реални решенија и да се каже дека да, ова може да се исполни. А зашто ние се охрабруваме сега во следната програма да одиме со 1000 евра просечна плата? Затоа што видовме дека од ветени 500 стигнавме до 650. Значи можело, со паметни политики можело тоа да се реализира. Тоа е начинот на кој што се враќаат младите. Видете, миграцијата е секаде во светот. И младите од Хрватска. Одат во Германија, одат во Хрватска. Но да, тоа е начинот да ги задржиш младите да живеат тука и да се надеваат дека да ќе имаат европска перспектива во државата. Богданка Кузевска, портпарол на Социјалдемократскиот сојуз, ви благодарам што бевте гости во Вотинската програма и за овие аргументи и анализи што ги направивте како тоа Социјалдемократскиот сојуз ќе настапи на изборите и што по изборите. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Богданка Кузевска, ние продолжуваме понатаму со програмата на Утинската програма на Слободен печат. Се надевам дека и представниците на ВМРО ДПМН ќе најдат време и простор да им објаснат на граѓаните како тие мислат да продолжат понатаму. Благодарам уште еднаш.